Почитувани, вие ги следите вестите на програмата на Канал Вис. Двајцата алпинисти од Радовиш загинале од задушување откако врзнив паднал нанос од руда или бакарен концентрат, велат извори од истрагата за Канал Вис. А во Радовиш ја имаме колечката Сузана Мицева. Сузана, повели. Во Радовиш денеска е тивко и празно. Синоќа Советот на воредна седница на општина Радовиш го прогласи денешниот ден за ден на жалост. Откако вчера напладне во трагична несреќа додека чистеле два силоси во рудникот Бучим, загинаа алпинистите Зоран Мајсторски и Драган Станишков. Полицијата денеска го потврди нивниот идентитет, а јавното обвинителство нареди да продолжи увидот на местото на несреќата. Еве за почеток да ја слушнеме изјавата на портпаролката на СВР Струмица Александра Трајанова. На 13 октомври во 12:50 часот во полициска станица Радовиш било пријавено дека во рудник Бучим во близина на Радовиш при изведување на градежни работи ангажирани од Планинарско-алпинистички клуб од Радовиш починале ЗМ 45 години и ДС 20 години и двајцата од Радовиш. Смртта била констатирана од страна на лекар, а увид на лице место извршиле јавен обвинител, екипа на ОВР Радовиш и трудови инспектори. По наредба на јавен обвинител, телата на починатите биле дадени на обдукција. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот. Јавното обвинителство информираше дека од денеска е забранета работата во делот флотација во рудникот Бучим, а полиција ќе го обезбедува местото каде што се случила несреќата. Увидот, како што спомнавме, продолжува и во текот на денешниот ден, а денеска на терен ќе има и рударски инженери како дел од инспекцијата која што ќе врши увид на теренот. Обвинителството вели дека веќе се земени трагите и затекнатите предмети на местото на несреќата. Исто така побарана е техничката документација за силосите, како и документите со кои што, односно договорот со кој што е обврзано алпинистичкото друштво Плоча да ги чисти силосите во рудникот Бучим и друга документација потребна за истрагата. Од клиничкиот центар во Штип вчера информираа дека еден од алпинистите бил донесен во нивниот центар, но лекарите можеле да констатираат единствено смрт. Иста беше информацијата и од здравствениот дом во Радовиш, каде што бил однесен другиот алпинист. Инаку телата на починатите беа дадени на обдукција во клиничката болница во Штип. Извори за Канал Вис велат дека двајцата алпинисти починале откако ги потрупил нанос од руда или бакарен концентрат и дека смртта настапила со задушување. Денеска во Радовиш беа погребани двајцата алпинисти, а еве што велат нивните сограѓани за нив. Да, жално е, голема трагедија. Сочувство до фамилијата. Лично го познавам, млади луѓе се. Нема што да кажам, многу ми е жал. Слушнавам, ама не ги знаме кои се тие. Кои се тие? У Бучим двојца млади умреле, а не знам луѓе колку подземната бил. Па ги познавам, младиот дечко го познавам, многу жално. Не знам, това е живот. Сочувство до најблиските и това е. Радовиш денес изгуби два млади живота, прекрасни деца, прекрасни спортисти, луѓето ги познаваме, беа авторитети во средината и голема трагедија за Радовиш. Активни беа како спортисти? Активни како спортисти, примерни деца, многу фини деца, познати во јавноста по позитивна енергија. Жалам, изгубивме два прекрасни млади живота. Нека почиват во мир. Да, тоа беа изјавите на жителите на Радовиш за младите, згаснатите млади животи на Зоран Мајсторски и Драган Станишков. Останете со нас, бидејќи во следните информативни појаси ќе имаме дополнителна информација околу оваа трагедија.